ќе се формира ли координативно тело од страна на Министерството за земјоделство за регулација на увоз на зеленчукот. Од Сојузот на синдикати на земјоделци од Југоистокот коментираат дека доколку се направи вакво тело, ќе дојде до пораст на цената на раноградинарските култури, но и пласирањето на домашното производство ќе се зголеми. Па ако се формира вакво тело кое што ќе врши на еден начин регулација од понуда и побарувачка на дадени земјоделски производи во одредени временски периоди, мислам дека тоа би било одлична работа, бидејќи ако се има еден правилен пристап по оваа тело, баш во периодите кога имаме најголема понуда на нашите пазари од домашно производство, од наши земјоделски производи, мислам треба да реагира со намалување или целосно стопирање на тие производи од увоз. И мислам на тој начин колку толку би се заштитила цената на тие земјоделски производи. Од Сојузот велат дека со години проблемот со увезениот зеленчук ги руши пазарите на домашното производство, а секако најголема мака создава при формирањето на домашната цена на производите. Мислам тоа е и на еден начин и низа години уназад на нашите земјоделски производители да при понудата на дадени земјоделски производи во екот на најголемата понуда, пак ќе потенцирам најголемата понуда на даден земјоделски производ, да се строго намали увозот на тие производи или целосно да биде забранет увоз на тие земјоделски производи. Мислам треба да биде застапан тој временски период баш кога имаме најголема понуда од тие производи. Надлежните велат дека Македонија како членка на ЦЕФТА не може во целост да го забрани увозот на зеленчук. Дополнително загрижува фактот што на зелените пазари се поголемо е присуството на зеленчук и овошје од увоз, со што го надоместува падот во домашното производство, кое треба да е стожер на исхраната и прехранбената индустрија. Така, се почесто наместо домашен лук на пазарите може да се најде само кинески лук. Наместо струмички, на пазарите и по маркетите може да се најдат претежно кикиритки од некои кинески земјоделски области.